Започнуваме со регионалните вести. Изградба на неколку локални патишта, подобрување на водоснабдувањето на селата и изградба на спортска сала се дел од инфраструктурните проекти кои се најавуваат за реализација од општина Боговиње. Локален пат во Камењане и локален пат што ги поврзува селата Боговиње и Пирок ќе се градат до крајот на годинава во општина Боговиње. Проектот чини 260.000 евра. Подпишавме договор за изградба на две општински патишта. Една се однесува за село Камењане, а другиот пат ќе ги поврзува две поголеми села во општина Боговиње и Пирок, а оди пред, да кажеме, индустријска зона. Значи ќе помага и на населението, ама ќе помага и на бизнис секторот, бидејќи оди паралелно со магистралата Тетово-Госер тој пат. Овој пат ќе се финансира со финансиски средства што ни доаѓаат од ИПА фондовите, се имплементира преку Министерство за финансии и е грант, 100% ни доаѓаат средствата, неповратни средства, станува збор за неповратни средства, а и сделката не е мала, значи ќе ни коштат околу 260.000 евра, ќе коштат тие две патишта. Веќе реализиравме еден проект, тоа беше локален пат, односно општински пат, што поврзува две села, Боговиње и селца Кеч. Финансиска конструкција првобитно добивме, односно помош добивме од Агенција за поддршка на земјоделието и парт програмата. Еден добар дел се компензира, односно се учествува и општината. Благодарение на грант на УСАИД, општинските власти ќе инсталираат 2700 водомери во домаќинствата, паралелно работат на подобрување на водоснабдувањето на местното население. Имаме спремено главен проект за водоводот Камењане. После добивме грант за инсталација на околу 2700 водомери. И ќе инсталираме на тие населени места каде што немаме доволно инсталирани, бидејќи претерно сите села скоро имаат вградено такви водомери. Ќе се реализира еден резервоар, ќе се менјаат главните делови внатре на тој резервоар се однесува на село Седларце, Горно Седларце. Исто така имаме објавено тендер за резервоар, изградба на резервоар за дел од водоводот на Боговиње. Тоа веќе тука не постои никаков објект, значи наново ќе се подигне тој објект. Како што информира градоначалникот Идризи, периодов интензивно се гради училишната спортска сала во селото Камењане, која најверојатно ќе биде готова за следната учебна година. Гостиварската локална самоуправа промовираше инвестиција во селото Равен. Се работи за уредување на неколку улички во горниот дел од селото. Проектот е во вредност од 2.600.000 денари. Во гостиварското село Равен изминатиот период се работеше на асфалтирање на неколку улици. Жителите чии што куќи се наоѓаат во погорниот дел од селото, одсега имаат уредена инфраструктура и ќе се движат по асфалт наместо по прашина и кал. Инвестицијата е на општина Гостивар, чии представници на чело со градоначалникот Невзат Бејта вчера вечер беа во Равен да ја промовираат. Ова село веќе се претвора во урбано место и заличува на приградска населба на Гостивар. Уличките се направени по современи стандарди и критериуми и се надевам дека ќе им служат на сите жители на селото, рече градоначалникот. Вкупната површина на уредените улици е 1800 метри квадратни. За овој зафат од општинскиот буџет биле издвоени 2.600.000 денари. Во Равен, гостиварската локална самоуправа досега реализираше неколку проекти: поставување на канализација и водоводна мрежа, замена на покривот на основното училиште, нова автобуска постојка за јавен превоз и други. Вчерашната посета на општинската делегација во селото заврши со заеднички ифтар. Полицијата вчера во близина на селото Требош најде нива со околу 200 стебла канабис сатива. Започната истрага за да се утврди кој го посеял растението, од кое се добива опојна дрога.
Полициски службеници на секторот за внатрешни работи вчера околу 14 часот на нива засејана со компир лоцирана покрај локалниот пат за Требош во непосредна близина на каналот за наводнување. Забележале, односно пронашли околу 150 до 200 стебла од непознато растение, најверојатно канабис сатива со различна големина од 40 до 170 сантиметри. Извршен е увид, нивата и пронајдените растителни стебла се фотодокументирани и ќе се вештачат. Местото од вчера соодветно се обезбедува и се превземаат мерки и активности за утврдување кој е сопственик или сопственици на нивата и дали станува збор за засадени или самоникнати стебла. Доколку се утврди дека стеблата се засадени, односно одгледувани, ќе следува соодветен поднесок, соопшти денес СВР Тетово. Нова сообраќајна незгода на патиштата. Полицијата ќе проверува дали се вози над дозволената брзина. Полицијата бележи сообраќајна незгода на регионалниот пат Гостивар-Србиново кај мостот во населбата Циглана вчера попладне околу 16 часот и 50 минути, во која учествувале патничко моторно возило БМВ со гостиварски регистарски таблици управувано од 22 годишникот Балиндол и мотоцикл Томос без регистарски таблици што го управувал 31 годишникот Беловиште. Возачот на БМВ-то веднаш го пренел повредениот во гостиварската болница и покажаната лекарска помош, а поради сериозноста на здобиените тешки телесни повреди, фрактура на десно колено и бутна коска, мотоциклистот итно е префрлен на скопските клиники. Од СВР Тетово со информација дека неделава на Тетовско-гостиварското подрачје се спроведуваат засилени контролни активности за брзина, кои ќе продолжат до крајот на месецот. Вчера во Тетово и Тетовско били откриени 59 различни видови прекршоци, од кои 26 пречекорувања над дозволената брзина, кои биле заокружени со исто толку мандатни платни налози. Во гостиварските активности утврдени се близу 30 пречекорувања, кои исто така соодветно се санкционирани. Контролите со несмален интензитет планирани се и наредната недела и се реализираат со најсовремена радарска опрема која се користи за регистрирање на брзината. Ова дотолку повеќе што брзината и годинава е причина број 1 за сообраќајни несреќи на патиштата во Полошкиот регион, велат од СВР Тетово. 21-иот меморијален марш во спомен и сеќавање на спортскиот работник и планинар Марко Илиевски ќе се одржи овој викенд. Планинарскиот клуб Тетекс од Тетово започна со подготовките. Планинарскиот клуб Тетекс од Тетово започна со подготовките околу организација на меморијалниот марш Марко Илиевски Шар планина за национален парк. По 21 пат годинава на 26 јуни ќе се одржи маршот во спомен и сеќавање на спортскиот работник и планинар Марко Илиевски. Организаторите предвидуваат дводневна програма започнувајќи од 25 јуни сабота со сместување на учесниците во планинарскиот дом Смрека на Попова шапка. Во недела утрото во 6 часот и 30 минути е предвидено пристигнување на учесниците пред Центарот за култура во Тетово и тргнување кон Попова шапка, а по пристигнувањето во 8 часот ќе се тргне кон местноста Лешница. Патеката е од домот Смрека, над Јелак, Горна и Долна Лешница, од каде по 1 час одмор, во 12 часот предвидено е враќање кон Попова шапка, каде ќе биде организиран планинарски ручек за сите учесници и пригодна свеченост по повод одржувањето на маршот. Заради обемност и подобро организирање на годинешниот 21 поред марш од планинарскиот клуб Тетекс информираат дека пријавувањето за учество е најдоцна до 22 јуни. Организаторите исто така напоменуваат дека сите учесници треба да бидат во добра психофизичка кондиција заради тежината на маршот, како и да поседуваат зимска опрема. Пратениците на СДСМ нема да учествуваат во работата на собранието, се додека Уставниот суд не се изјасни за уставноста на институцијата специјално јавно обвинителство, објави лидерот на СДСМ Зоран Заев на пресконференција. Уставниот суд веднаш да се изјасни за уставноста на СЈО, додека не се изјасни Уставниот суд, пратениците од СДСМ и коалициските пратеници нема да учествуваат во работата на собранието. Сите политички партии треба да докажат дека ја поддржуваат работата на специјалното јавно обвинителство. Ова е особено важно по вчерашното срамно обраќање на Ѓорѓе Иванов и да отвори пат за намерата на Груевски да го суспендира СЈО. Тој рече дека тие не излегуваат, туку само ја замрзнуваат
оценуваат работата во пленумот и комисиите, бидејќи според нив е индикативно судот да не одлучува се уште и по 8 месеци откако е поднесена иницијатива за уставноста на СЈО, ако се имало предвид дека за иницијатива на власта решаваат и за 3 дена. Ако имаат докази дека се спрема граѓанска војна, нека ги објават. Тој е должен јавно да ги објави тие докази дека странски разузнавачки служби спремаат војна, а ако не, веднаш да си поднесе оставка, рече Заев, алудирајќи на вчерашниот говор на Иванов и додаде дека е стравотно тој да ја споменува армијата во овој контекст. Според него сите рокови се пробиени. Трпението на граѓаните е при крај. Политичката криза треба побрзо да заврши. Уставниот суд мора веднаш да се изјасни за уставноста на институцијата СЈО. Недозволиво е повеќе од 8 месеци да трае неизвестноста, додека не се изјасни уставниот суд. Пратениците од СДСМ нема да учествуваат во работата на собранието, рече Заев. Речиси 3 часа траеше распитот на екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која е трето осомничена во случајот за незаконско уништување на опремата за прислушување, случај познат како тврдина. По завршувањето на распитот, Јанкуловска посочи дека е сосема спокојна, бидејќи, како што таа тврди, нема направено никакви кривични дела. Во неколку наврати одби директно да одговори на новинарските прашања дали како министерка во периодот кога е уништена опремата знаела за таквата акција. Нивниот аргумент е дека постои опасност од бегство и дека определувањето на мерки за предпазливост било метод за да се обезбеди присуство во постапката. Како што може да видите, јас тука бев минатиот пат кога ме повикаа, тука сум и денес и ќе дојдам повторно, секогаш кога судот што ја води постапката или државен орган кој води постапка, ќе ме повика, така што во вода паѓаат сите нивни тврдења, сите нивни конструкции, сите нивни обвинувања, меѓутоа на крајот судот е оној кој треба да донесе одлука, не врз основа на политички квалификации кои ги слушаме на нивните пресконференции, туку исклучиво врз основа на аргументи, правни аргументи и евентуални докази кои и обвинението, но и одбраната има да ги понуди. Во Британија се одржува референдум за излегување или за останување на таа земја во Европската Унија. Каков и да биде резултатот, самото изјаснување ќе има влијание врз односите меѓу Лондон и Брисел. Она што засега е јасно е дека никој не се ни обидува да предпостави какви ќе бидат тие во иднина. Тој е прв референдум во Британија во изминативе над 40 години, што е поврзан со Унијата. Анкетите покажуваат дека двата табора се со изедначени шанси за успех. Најверојатно одзивот на гласачите ги има над 46 милиони, ќе биде клучен за резултатот. Поддржувачите за останување, за кои се смета дека се традиционално поапатични, последниве денови беа посебно мотивирани за гласање. Тоа особено по тридневната суспензија на кампањата до која дојде откако во минатата недела беше убиена проевропската лабористичка пратеничка Џо Кокс. Во првото појавување пред судот, нејзиниот убиец извикал смрт на предавниците, слобода за Британија. Ако Британија изгласа да ја напушти Европската Унија, која веќе е разнишана од поделбите во врска со миграцијата и со иднината на еврозоната, Унијата ќе загуби својата втора најголема економија, една од двете најголеми воени сили и најбогатиот финансиски центар. Според предвиденото на гласачките места не се планирани поголеми излезни анкети, а пребројувањето на гласовите би требало да заврши со петочното изгресонце. Настрана резултатот постојат неколку непредвидливи работи. Британскиот премиер Девид Камерон најави дека веднаш ќе информира Европската Унија доколку Британија реши да замине. Ако загуби, тој ќе биде под голем притисок од неговата поделена конзервативна партија да се поднесе оставка. Тоа може да се случи дури и ако победи. Лидерите на поголемите партии во Европскиот парламент веќе имаат закажано за утре во 7 часот во Брисел средба во врска со резултатот од референдумот. Во наредните денови ќе следуваат многу состаноци на разни нивоа. Официјални представници на Унијата инсистираат дека не постои план Б за Брекзитот, но аналитичарите потсетуваат дека истото се тврдеше и лани кога Грција поради огромниот долг беше на чекор да излезе од еврогрупата. Сепак потоа се дозна дека имало така наречена СОББ, каде што тим на експерти подготвувале ново сценарио.
Доколку Британија реши да остане, Камерон ќе инсистира на итно усвојување на реформскиот пакет, што го издействува од евролидерите во март годинава, со кој на Британија и се дава специјален договор за миграцијата. Тоа пак ќе предизвика стравување кај некои земји, како Франција, например, дека Британија ќе продолжи да инсистира на нови услови во Унијата. По одлуката за излегување пак, сите закони на Европската Унија ќе важат во Британија уште 2 години, кога Лондон ќе го почне процесот за напуштање на блокот. Во меѓувреме, британските представници ќе останат во Брисел, но ќе немаат вистински глас. Се очекува Лондон и да се откаже од председавањето со Унијата во втората половина од 2017 година. Денес имавме сончево и топло време со мала до умерена облачност. Попладне во западните планински подрачја со услови за изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Утринските температури се движе од 17 до 22, а дневните од 25 до 32 степени. УВ индексот изнесуваше 9. Утре не очекува сончево и многу топло време, со мала до умерена облачност. Попладне е можна изолирана појава на краткотраен дожд со ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од источен и југоисточен правец. Утринските температури ќе се движат од 19 до 22, а дневните од 24 до 31 степен. УВ индексот ќе изнесува 8. Вестите завршија. Ви благодариме на вниманието и пријатно.